Министерството за внатрешни работи и полицијата се столбот на правниот поредок и гаранти на безбедноста на државата и на секој еден граѓанин. Нашата борба со сите форми на криминал и корупција, како и континуираната грижа за јавниот ред и мир, се основата за стабилноста и напредокот на нашето општество. Без ред, закон и безбедност нема ниту развој, ниту благосостојба. Со добивањето на довербата од граѓаните имплементиравме нова политика за квалитет со јасна мисија и визија. Ветивме безкомпромисна борба против криминалот, корупцијата и сите појави што директно влијаат на безбедноста и стабилноста на државата. Ветивме подобрување и ефикасност во давањето на услугите за граѓаните. Тоа не беше само политичко ветување, тоа е наша секојдневна мисија. Затекнавме систем во распад, хаос во издавањето на лични документи, револтирани граѓани, изгубено достоинство, недостиг од возила, униформи и основна опрема, ескалација на криминалитетот и криминалните банди под заштита на поранешната власт, сообраќаен колапс, пораст на сообраќајни жртви, хаос на граничните премини. Решени дека мора поинаку, тргнавме во офанзива. Нова машина за документи, дигитален процес, документите се издаваат навреме и со ред. Хаосот со пасошите е веќе минато. Воведена апликација за дозвола за оружје, нов софтвер за менаџмент на воздухопловни операции, дигитални алатки за форензика, организиран криминал, сообраќајна полиција, потраги и сервис за one-stop shop. Достапни се нови дигитални услуги преку порталот услуги.gov.mk, потврди за сопственост и поседување моторни возила за физички и правни лица. Во тек е постапка за набавка и инсталирање на акредитирана безбедносна опрема за електронски пренос на класифицирани информации. Унапредено е нивото за безбедност на личните податоци во Министерството за внатрешни работи. Резултатите говорат сами за себе. Намален криминалитет за 5,8% во текот на изминатата година. Сузбиени вкупно 14 организирани криминални групи со опфатени 201 лице и 18 правни лица. Борбата со корупцијата резултираше со 4 сузбиени организирани групи, опфатени 107 физички и 18 правни лица, сузбиени организирани криминални групи во здравството, енергетиката, даночниот и безбедносниот сектор. Откривачката ефикасност зголемена за над 60%. Во класичниот криминалитет се бележат намалувања. Убиствата за 17%, од 19 убиства во моментот само едно не е расчистено. Тешките кражби за 14,3%, разбојништвата за 24%. Разбиена е организирана насилна криминална група со 18 членови, поврзана со 9 убиства, изнуди, палења, напади врз полицијата. Безбедна држава, сигурни граѓани. Недозволена трговија со дрога. Сузбиени 4 криминални групи, од кои една поликриминална. Спречени 3 меѓународни транспорти, запленети над 430 килограми дрога, над 860 кривични дела откриени, рекордни заплени на кокаин од над 9 килограми. Нулта толеранција за вработените кои ја злоупотребуваат службената положба и овластување. Повеќе од 230 внатрешни истраги за прекршоци и кривични дела од вработените во Министерството за внатрешни работи. Сообраќај, зголемени превентивните активности, изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и усогласување на истиот со одредбите од кривичниот законник. Зголемен бројот на акцијски сообраќајни контроли, едукативни настани со цел зголемување
на сообраќајната култура на сите учесници во сообраќајот и подобрување на безбедноста во истиот. Во тек е воведување на автоматски систем за евиденција на прекршоци Безбеден град, безбедна држава, систем кој ќе стартува во 2026 година. Модернизирање на инфраструктурата со цел подобрување на условите за работа во МВР и подобрување на услугите кон граѓаните. Реновирани управните служби во зградата на МРТВ во Скопје и отворени нови канцеларии во 6 општини низ државата, со што повеќе од 150.000 граѓани имаат побрз и поедноставен пристап до услугите на МВР. Воспоставен континуиран ред за закажување на термин за сликање за личните документи и патните исправи. Набавена е опрема и софтвер за заштитен пренос на класифицирани информации и подобрување на мрежната безбедност. Преземени низа мерки и активности за зголемување на сајбер безбедноста. Набавена е опрема за проектот One Stop Shop за побрз проток на граѓаните на граничните премини, осовременување и модернизирање на IT опремата во МВР. Нови и реновирани полициски станици, подобрување и модернизирање на граничните премини, реновирани спортските терени во одморалиштата на МВР, се реновира Центарот за обука во Идризово, Центарот стана акредитиран и прераснува во регионален центар за полициска обука, нов К9 регионален центар на Министерството за внатрешни работи за обука на службени кучиња. Образование и обука. Во тек се активности за донесување на нов закон за средно полициско училиште. Се реализираат стручни и специјалистички меѓународни и домашни обуки за континуиран развој и усовршување на вработените во МВР. Постојано инвестирање во интелектуалниот капитал во МВР. Отворен е мултимедијален едукативен центар. Регионална и меѓународна соработка. Воспоставени one-stop системи на граничните премини со Косово и Србија. Во тек се преговори со Албанија. Забрзан транспорт, полесен туризам, посилно пријателство со соседите. Министерството за внатрешни работи стана меѓународно признат и почитуван партнер. МВР учествува во сите регионални и глобални безбедносни иницијативи и институции. Дел сме од успешни меѓународни и транснационални операции со значителен пораст на разменети информации и отворени случаи. Активно учество во делот на сите поголеми НАТО вежбовни активности во согласност со СОФА договорот. Континуирана комуникација и поддршка со командата на КВОР и офицерите за врска. Учество во работни групи, комисии и комитети во системот на НАТО за справување со кризни состојби. Подобрување на стандардот и имиџот на вработените во Министерството за внатрешни работи. Платите зголемени за 10%, во тек се преговори за дополнително зголемување. Донесен е правилник за начинот на остварување на правото за посебна заштита за ноќна работа на вработените во МВР. Од 1.9.2024 година се врши исплата на паричен надомест за храна и ноќна работа, со што се стави крај на судските постапки за остварување на ова право. По неколку години од истекувањето на полисата за колективно осигурување на вработените во МВР, склучена е нова рамковна спогодба со осигурителна компанија. Во тек се набавки на нови возила, униформи и опрема. Како Министерство постојано и транспарентно известуваме за сите наши активности во сите сфери. Медиумите се нашите партнери и соработници. Безбедноста на новинарите е наш приоритет. Медиумите се столбот на едно демократско општество и тие мора да имаат услови за слободно и безбедно да ја извршуваат својата работа. За прв пат Македонија има одредено фокална точка за кампањата на Советот на Европа за безбедност на новинари. Во тек е формирање на национален комитет и изготвување на национален
акцијски план. Создаваме модерна, ефикасна и европска полиција во служба на граѓаните. Покажавме дека криминалот може и мора да се победува. Граѓаните се побезбедни, услугите побрзи, државата напредува. Веруваме во успехот и тој веќе се гледа.